Во прилог на констатацијата за тоа дека затворот и Дризово им пружа нехуман третман на затворениците, веќе беа споменати извештаите на Комитетот против тортура, во кои меѓу другото се забележува и дека во затворот и Дризово не владее правната држава, туку затвореничкото општество. Јас ќе ви кажам и неколку факти по однос на тоа, однос на нашата констатација во извештаите исто така и на Хелсиншкиот комитет за нехуманиот третман, а тоа е пренатрупаноста. Значи, кога зборуваме за нехумен и понижувачки третман на луѓето кои што ја издржуваат казната затвор, не зборуваме само за употреба на физичка сила. Во затворот и Дризово, официјалните податоци говорат дека има капацитет за 900 лица. Во моментов, казната ја издржуваат 1800 осуденици. Она што ние го добиваме како информација секојдневно од затворениците и нивните семејства е се дека не само што не им се обезбедува храна од страна на затворот, туку приборот за јадење мора да им го обезбедуваат и нивните семејства. При тоа има и келии во кои што затворската казна ја услужуваат и по 35 луѓе со само еден тоалет. Нема да зборувам за тоа каква е хигиената во затворот, но ќе кажам дека секогаш кога сме барале податоци за здравствената состојба на осудениците, се провлекува податокот дека голем број од нив имаат хепатит Б, хепатит С, голем број од нив се зависници, при тоа не добиваат соодветна терапија, ниту пак исхрана. Кога зборуваме за тоа, морам тука да ги споменам и луѓето кои што патат и од хронични болести. Во последно време, минатата недела на 5 мај, вие знаете дека затворениците најавија дека ќе протестираат. После несрекната одлука на Иванов за помилување, при што повторно укажуваа на условите во кои што ја издржуваат казната затвор. Добивме информација, а тие информации ги потврди народниот правобранител во неговата последна изјава дека врз затворениците се вршел активен притисок да не протестираат. Биле уценувани дека нема да ја добијат погодноста да одат на викенд. Би сакала да кажам дека исто така и до нас стигнуваат информации за тоа дека постои одреден круг на затвореници кои што се привилегирани. Мал податок за тоа е дека во женското деление на затворот, например, терапијата на осуденичките кои што боледуваат од хронични болести им ја даваат другите затворенички, што е недозволиво. Значи, терапијата мора да биде давана од затворскиот лекар. Кога станува збор за корупцијата, ќе ви кажам дека во затворот и Дризово може да се купи се, од мобилен телефон до условен отпуст. Тоа се информации кои што ги добиваме директно од осудениците кои што ни се јавуваат и бараат од нас правна заштита. За жал, Хелсиншкиот комитет за човекови права од 2006 нема право да влезе, не најавено во затворите, значи не изборувам само за затворот и Дризово, туку генерално за казнено-поправните и воспитно-поправните установи во земјата, што значи дека ние не можеме директно да ги утврдуваме условите во кои што затворениците ја издржуваат казната затвор. Единствено што можеме да направиме е да оствариме средба со осудено лице кое што побарало да биде посетено од страна на Хелсиншкиот комитет. И на крајот би сакала да подсетам, тоа го спомена и Најчевска, дека политичките затвореници особено ги трпат, да речам, казнените политики од страна на затворската установа. Типичен пример ви е за тоа Љубе Бошковски, кој што за 20 дена треба да излезе од затворот, одлежа веќе 5 години затворска казна, ниту еднаш не користел викенд. Директорот има право да пушти затвореник, значи пред истекот на казната затвор, дури и 3 месеци, доколку затвореникот нели имал добро поведение. Според податоците со кои што ние располагаме досега, во неговото досие стои дека тој имал одлично поведение додека ја отслужувал казната затвор.